Градоначалникот на општина Битола Владимир Талески останува во куќен притвор. Кривичниот совет на Основниот суд Скопје 1 денеска на барање на специјалното јавно обвинителство му го продолжи куќниот притвор за нови 30 дена. Апелациониот суд Скопје ја одби жалбата на одбраната на Талески за укинување на мерката притвор и го потврди решението на Кривичниот совет на одделението за организиран криминал. Специјалното јавно обвинителство вчера од Кривичниот суд во Скопје побара ново продолжување на куќниот притвор на битолскиот градоначалник Владимир Талески за 30 дена од специјалното јавно обвинителство. Појаснуваат дека продолжувањето на истата мерка е побарано затоа што се уште трае истрагата и не се отстранети околностите што би можеле да влијаат врз делото. Денес апелациониот суд Скопје го потврди решението за Кривичниот совет на одделението за организиран криминал за осомничениот ВТ, кој е дел од предметот на специјалното јавно обвинителство, во јавноста познат како транспортер, а ја одби жалбата на осомничениот против мерката куќен притвор. Имено Кривичниот совет на Основен суд Скопје 1 Скопје денес исто така донесе и решение со кое мерката куќен притвор против осомничениот ВТ се продолжува за 30 дена. Стои во соопштението кое е објавено на веб страницата на Основниот суд Скопје 1 од Скопје. Ова е второ барање на специјалното јавно обвинителство за продолжување на притворот на Талески кој му истекува утре. Битолскиот градоначалник е во домашен притвор веќе 2 месеци за случајот транспортер, во кој се сомничи за коруптивни тендери за школскиот превоз, преку кои е оштетил општината за 360.000 евра. Талески на излегување од вчерашната јавна седница во Скопска апелација изјави пред новинарите дека очекува притворот да биде укинат. Тој рече дека не се чувствува виновен и нема сторено никакво кривично дело. Потврди и дека потпишувал службени документи додека е во куќен притвор, бидејќи освен притворот нема таква забрана.